Значи, здраво живо на сите. Еве, денеска ја правам Психоманија од првата сезона. И денеска гостин ми е Елена. Како беше Еленче? Елче Зелче. Ќе правиме муабет за тоа што се случи вчера во Крушево, каде што Незе удрија, мене ме удрија. Јас ги викам булументата, бандата на СДС, кои што глумеа демек обезбедување. Полицајци, нелегални полицајци, значи без решение, беа дел од нив, а имаа значки. Кои што истите тие значки ги криеа во моментот кога се појави камерата. Како ги снимав, така почна да тие нелегалните да се повлекуваат, да се кријат, да ги веднат главите. До моментот кога сакаа да го спроведат сценариото што им беше замислено, за тоа сценарио што зборев предходните 3 емисии, за да се направи инцидент и да се предизвика општа тепачка во Крушево. Успеавме, не им успеа на нив планот, колку и да пробаа да бидат агресивни, им сметаше мојата камера за да може да го спроведат нивниот план. Од проста причина, пошто знаа дека психо кога снима точно само тоа што треба да се сними, не околината, не тие случајните, да кажем, навијачи. Така, Илче, ти повели се, јас сум малце искичмен, че се настави. Висок си. Да. Ти, како си пројде вчера у Крушево? Јас морам првен да ги споделам импресиите, емоциите, чувствата. До сега не сум била на Мечкин камен кога траел Илин ден, односно за одбележување на денот, меѓутоа сум била во Крушево. Искрено очекував дека ќе има нешто, меѓутоа дека ќе биде една таква мизерна и бедна атмосфера не очекував. Крушевската полиција не ми изненади параполицијата, значи буквално параполиција, без никакви ознаки. Испадна дека значи веќе се така лесно достапно, испадна дека 90% од тие што беа во цивилка, а кружат видеа ги има од телевизии до портали, дека се вработени во затвор, односно се чуварски затвори, кои немаат воопшто ингеренции да делуваат во институцијата. Затворски чувари. Чувари, што реков ја? Чувари затворски. Чувари затворски. Значи беше, не знам, страшно. Ние отидовме група на пријатели, јас бев со сопругот, отидовме за да прославиме како што мислиме дека доликува за македонци. Нас полицијата не обкружи кога слушнаа дека пуштаме македонска музика. Добивме свиркување од оние донесените со автобуси. Во моментот кој извикувавме Македонија, значи можев све да очекувам, но додека ние скандираме Македонија, дека ќе добиеме УА, искрено не очекував, може да верам да молчат. Така да моите импресии се... Добро, 2018 истите тие што вика УА и што скока онака да плескаат ко зелени мајмуни, вика Северна. А уште не беше ни референдум. Уште не беше ни референдумот. Тоа беше пред референдумот именно. Миодрак, поздрав до двајцата, поздрав Миодрак и до тебе. Ала. Диме Саздовски вика се знае кој им смета од искуство. Сите знаеме кој им смета, ама дека тоа толку јавно отворено ќе го направат, искрено не очекував. Значи ние сме буквално под окупација. Не знам кога ќе им стане јасно на оние што уште
чекаат дека ќе ги однесат во Европа. Значи ние никаде не одиме. Ние сме под класична окупација. Вака се. Значи моментално барем по она ја што го гледам и како новинар и како снимател, како човек кој што во политиката е цел живот. Јас мислам дека сите знаат од политичариве дека нема да влеземе во Европа. Политичарите, народот. Народот, како и сегдека у светот, народот ги слуша политичарите, мисли дека они повеќе знаат од него, повеќе информации имаат и верува, се уште верува во политичарите дека се искрени. Таа доверба ја направија од времето на Бранко, кога го убедуваа народот да ги слуша што зборат, а не да ги гледа што прават. Ама слушај што збори, не гледај што прави, важи за поповите. Затоа што попот го збори тоа што му е кажано од Библијата, од црквата, од верата, дека треба да се каже. А што прави, тој е исто смртник како и ние. Он ќе си одговара пред Бога за неговите дела. Така да за попот не ме интересира што прави. Мене ме интересира тоа што го збори, фактички што кажува Господ. А кај политичарите не ме интересира они што зборат. Туку јас сакам да видам што прават. По делата да ги бирам. Во моментов ние имаме власт, раководство на најголемата политичка партија ВМРО ДПМН, соработници на власта и од опозицијата е само народот и дел од медиумите. Минорен дел од медиумите. Тоа е моето мислење за политичката сцена во Македонија. И така да, како Пендаровски што рече, во Македонија не е стасан францускиот предлог, никој не го видел. За после 15 дена да каже, јас лично го правев, ја пришој по последните точки. Затоа викам, не треба да го слушаш што збори, него да го гледаш што прави. Ама они гледаат што прават и пак сме ние во истата ситуација. Да, јас затоа ја правам емисијава за обичниот народ и викам обичен народ гости во емисија. Ти не си експерт, не си специјалист, не си политичар, ти си дел од обичниот народ. Баш така. Активист, како секој еден обичен човек што сака да придонесе нешто, се активира. Дали во политика, дали во невладини организации, дали во здруженија. Така да обичниот народ е многу побитен од политичарите. И затоа сакам да се слушне преку емисијава обичниот народ. Што обичниот народ ќе каже? Ја мислам дека е добра замислата. Па, тука се согласувам, да. Затоа што едно е кога не читаат и гледаат само на фотографии, мислам дека емисијава е шанса да се раскаже малце поопширно на некои теми, за да се долови на оние што не следат. Еве, особено за оно што се случи вчера. Значи, колку и да се трудев да напишам и да објаснам, оди тешко, некои работи едноставно не се објаснуваат. Не знам дали беше само моја таква перцепција или повеќето луѓе тука така се почувствува, не можам да направам споредба со изминатите години. Меѓутоа, по слики што сум гледала, видеа на тоа како се одржувал тој ден во Крушево, ова што се случуваше вчера беше далеку од прослава. Според мене овие датуми сега, додека имаме оваа власт, не се денови за прослава, туку се денови кога ваквите како мене, како тебе, треба да искачат и да го покажат својот револт, да покажат дека сме непокорливи. Значи, тоа се моменти ние кога имаме шансата да им викнеме и да им кажеме каде им е местото и дека не се согласуваме со 99 работи што ги прават. Така. Значи, ја мојата работа работам колку што може максимално, вака како медиум, како јавна личност, како што некој милува да ми каже дека психо ти си јавна личност, затоа не може.
Ете, како јавна личност го правам тоа најдобро што знам. Го кажувам, имам можност да си ја кажам и јас, да си го кажам моето мислење, моите ставови, кои што можам слободно да кажам, за разлика од многу други и многу поискусни новинари од мене, дека мојот став е став цврст, исправен и секогаш константен. Јас не ги менувам ставовите по потреба или да мислам дека за нештото, за мир во куќа, дека треба да премолчам. Не, мојот став е дека вистината секогаш треба и мора да се каже директно, без разлика дали му се свиѓа тоа на некого или не му се свиѓа. Дали му е емоционално привлечна или не му е емоционално привлечна. Види, први не може на сите да им се допадне се. Па сега, Најмалку вистината. да, па додека бев на иста бранова должина со дел од луѓето, од членовите на ВМРО ДПМН, тогаш беше психо ти си цар, психо ти си легенда, ти си единствен у ВМРО ДПМН, браво, само така продолжи. И сега кога продолжив така, кога почнав со прст да го покажувам Христијан Мицковски дека соработува со СДС, за да, по моje мислење, по моje гледање, за да ја уништи партијата, за да не добие на избори, за да не победи на избори партијата, за да се случат сите овие работи, сега почнав јас да бидам рекетар, сум се продал, мене ме плаќале левица и гром, ме плаќале во рубли од калето. Угас. Не знам, угас не може да ме плаќа мене. Види, тоа се муабети, јас еве ќе го спомнам Твитер, толку на Фейсбук не, на Твитер сум поактивна со политички ставови од 2012 година, значи тоа се 10-11 години скоро има пројдено. Уште не може да најдат во која партија сум. Дури и ми се случува и од самите политичари кои ќе ме видат на некои од протестите, едните викаат дека сум со другите со третите. Искрено не ми интересира. Јас имам само една желба, една идеја, една цел за тоа зашто искачам на улица, тоа е Македонија. Луѓето кои не ја осеќаат Македонија како тоа што го правам јас, ти, како мајковина, татковина, буквално безусловна љубов, тоа никогаш нема да го разберат, исто како што јас не можам да ги разберам оние вчера, натоварени во автобуси, за 2 сата да викаат уа по македонскиот народ, кој беше таму да искаже револт, и да даваат аплауз на политичарите. Беа буквално донесени само за тоа. Заврши манифестацијата си и отида. Остана народот што беше дојден на собствена режија со автомобили, оние што сакаа да си прослават, си останаа да си прослават, останатите отидоа прошетаа. Значи тоа се тоа што не го носиш во себе не можеш да го разбереш и да го пронајдеш во другиот. Така да јас сметам и дека не треба премногу да се замараме со тоа што мислат другите. Јас сакам да ги најдам истомислениците заедно за да делуваме. Да, инаку во правење на тоа кој е во право ми е буквално губење време, значи тоа се ставови. Исто како тебе, мојот став е константен. Значи јас од кога памтам за себе сум истат. Тие што ме познаваат буквално од дете знаат дека нема тука исклучоци. Јас не сум член на ниту една партија, ке мене не може да најдат објава каде што фалам некој политичар, освен чат пат по некој говор на личности, кај што фалам партија или бранам ставови на партија. Значи јас не се согласувам со многу од ставовите кои ги имаат, меѓутоа на индивидуални говори или некој што кажал нешто паметно, да знам да го споделам, тоа не значи дека јас сум да бе, како јас што кажував дека председателот наш Црево Пандуровски, Стево Стока, Стока прекарот го доби кога ја каже она негова чувена мисла, многу мудра мисла, дека луѓето ги товареле како стока во автобуси за сендвичи и ги носеле на Илинде на Мечкинкан. И што се случи? Или беше на митинзи. Сега, беше. Вчера се случи истото, ама не успеавме да видиме дали имаше сендвичи.
некој ми пиша денеска во порака дека ниту сендвичи добила, имаше бесплатна вода, Аха. меѓутоа на сите ја делеа. Ама тоа е од Црвен крст. Да, имаше јас не видов, имаше пункт да зимаа вода. Тоа не знам дали зимале сендвичи. Значи, ете, може овие се помала стока или она таман го научивме магарето да не јаде умре. Не, мислам, стварно не знам што да кажам, не можам да им влезам во матрицата за да ги разберам. Ја разбирам нели не маштија, пари, све. Еве ги донеле на мечки таму. Ама ти на група која скандира Македонија, да и викаш уа. Или кога ја пеевме химната, ама треба да имаат барем трошка достоинство. Значи ниедна не знам како може никој да ти наредува за 300 евро плата. Затоа што они се навијачи, а не се луѓе со собствено размислување. Има такви во сите партии кои што едноставно навива за партијата. Ако го прашаш зашто си за таа партија, не знае да ти одговори. Чека работичка. Чека работичка, ама не знае да ти одговори зашто е за таа партија. Па не знаат, и кога ќе дојде партијата на власт, и кога нема да добие ништо, и тогаш е он разочаран. Од никого не добил ништо, јас доста работев, сега нека работи некој друг. Додуши, ако добие работа, после од кој ќе добие работата, истото го збори. Јас доста работев, све на мој грб ли да биде, сега нека работат помладите. Јас доста лепев плакати, нека лепи син му на еди си кој си тамо, сега он плакати и така. Значи јас пробувам да го охрабрам народот, да проба да го земе мојот пример. Значи, ако имаш свој став, ако си цврст, ако си храбар, храброста секогаш се граничи со жилет. Толку е тенка границата помеѓу храброста и лудост. Затоа и психо ме вика. Не знам мене како ме вика. Не можат никогаш да знаат што мислам, знаат што мислам, ама не знаат што ќе направам. Не знаат од каде ми се информациите. Не знаат дали ќе направам нешто. А секогаш сум горд и исправен пред сите. Поготово пред неправдата. Тука сме за таа работа. И сега кога го давам тој пример, очекувам луѓето да приметат, а гледам дека веќе приметуваат и дека веќе има голем дел од луѓето што веќе почнуваат колку толку да се охрабруваат, да застануваат со свое јас. Значи не може, комунизмот го срушивме, го тргнавме од власт, што се вика од едноумието, само таа причина за тоа што за секое вработување мораше да се иде преку партија. Освен за чистач, освен за физички работник, за такви работни места не требаше. Ја не гледам сега дека е поинаку. Порано во едноумието, за да просперираш, за да бидеш, тогаш беа бригадири, бригадир да бидеш, значи да си раководител на 10 работници, значи едно скалило над работникот, мораше да бидеш член на партија. За да бидеш шеф или директор, тука веќе требаше да бидеш истакнат член на партија. Па нема голема разлика. По можност да бидеш кодош. Па тоа го живееме. Па не го живееме тоа, фала му на Бога се уште. Ма до некаде. Пак затоа што све мора да иде преку партија. Па не мора. Јас тоа пробувам да им го објаснам на луѓето дека не мора. Не е државната администрација прибежиште или сигурна работа. Ма тоа да, за да ние сватиме дека не треба да бараме таму работа. Затоа што во државна администрација е по-несигурна работата отколку во приватниот сектор. Затоа што во приватниот сектор има закон и закони кои што 90% од приватниците мора да ги овако применуваат. Со пријавување на работници, со 5 години ако ти работи во континуитет, пробуваат да направат малверзација со тоа, ама редовно ќе направи еднашка, 2 пати, третиот пат изгори за тие претходните 2 пати. А во државна администрација го држи по 10 години со договор на дело. Да. Го држи и претходната власт и оваа сега. Во државна овакво, малце ти доаѓа шеф некој
и ти вика, слушај, седи мирен, не лај многу, разбираш, ќе ти извркам од работа. Седи бе, брат. Ја викам, зашто мене не ми каже некој дека ќе ми изврка од работа? Да ми се закани така. Или да ми каже, мене некој слушај, ти треба да даеш толку пари, за да се вработиш, како што слушам причи дека имало. Не сум видел се уште, ако би видел, сигурно би било јавно емитувано. Затоа што дечкото или човекот или жената или било кој што би кажал дај ми толку пари за да те вработам, би бил истрауматизиран толку да заврши на травматологија. Зато кажем, едноставно луѓето мора да сватат дека ако сам не работи, џабе му е и државна администрација, џабе му е све. Види, младите веќе тоа го разбираат. Да, затоа и расте една од новите политички партии. Да, дека да го копирам за кој збориш. Не разбираат младите, затоа нема како порано. Државно сине, Да. таму е најсигурно. Јас, например, па никој што сум сакала државна работа. Од овие причини. Јас сакам тоа што ми е на памет денеска да го кажам без да се плашам, дали некој ќе ме опоменува или не. Значи, таа слобода, и затоа можеби не сум во партија, многу луѓе ме прашале зашто не си, за оние што знаат дека не сум никаков партиски член, зашто не сум во партија, затоа што треба да бранам идеологија или ставови кои на вистина сметам дека се погрешни, и затоа што ја сакам слободата, не некој таму да ми мери на кој сум кликнала, кој сум лајкнала на Facebook, со кој сум се поздравила, значи, не да Боже па што сум кажала. Таквите работи се направени во последниве 5-6 години од прилика, каде што во партиите, во големите две партии, на тие места за спроведување на идеологија, за спроведување на идеја, се наместени неинвентивно глупи луѓе. Значи, не само неинвентивни, него си и глупи. И од што не знае што да направи, а истовремено да ги отстрани тие што се по-способни од него, тогаш ги прават тие, овој имаше толку лајкови, тој става лајкови цело време на тој од СДС. А не е битно што напишал тој од СДС, битно ставил лајк. Или ставил лајк на овој од ВМРО. Еве ги, јас познам, па да не претерам, најмалце 10 луѓе од СДС, кои што у буквална смисла се тргнати од партија, од партиските активности, затоа што лајкувале кај мене. Да. Даш, пак сме врти случај еднумија. Да, а имам луѓе од ВМРО што дури ме блокирале, а без да ми кажат зашто, или да ми се јави да ми каже брат не коментирај, пошто сум го викал брат, у куќе сум го примал. Ја немам такви проблеми. Јас имам такви проблеми. Имам ја други. Да. Многиот мани што сум носела вчера на Мечкин камен. Да, Зашто ми биле скинати фармерките. Гдуша, на патена немаш пари фармерки да си купиш, па мора Не сме ние скинеш. буржуазија. Да. Не сме ни капиталистичка, ни социјалистичка, она црвена Ние буржуазија. сме некоја средна класа во изумирање. Па да. Па не види, не сме во изумирање, пошто средната класа секогаш е како Феникс. Ајде да би... Секогаш. Затоа што јас се уште се надевам дека ќе дојдат нормални луѓе на власт, Сите се надеваме. кои што ја ќе кажам отворено дека единствен нормален барем за економијата и за колку толку зачувување на националните чувства е Никола Груевски. Кажуваат многу краделе со братучет му, не знам што вака правеле, така правеле. А ако краделе, што украле? Никој не кажува што украле. Осуден за Мерцедесот затоа што он сакал да купи Мерцедес. А Мерцедесот уште го возат. А мање више што го возат, осуден е затоа што сакал. Затоа што сакал у Мерцедесот да има масажери. Па што бе сакал? Купил. И сега? Ако не е добро, нели ќе го продаваа? Нели ќе купува амбулантни возила со Мерцедесот? Да. А уште не е продаден. И јас колку што знам цело лето во Скопје
Сега во најпреколните денови имаше само едно амбулантно возило на територија на цело Скопје. Немаше едно, имаше Па не знам 4, дали имаше некоја објава. Па и 4. 4 или 5 имаше. Но 5. Ѓорче имаше едно, Драчево имаше едно, Јане Сандански имаше едно и овдеко Карпуш имаше 2. Пошто ова е централата. На кој сме? Не сме, но ова е мазга. Ова е измеѓу коњи магаре. Ама затоа па се отвори Никоп. Толку не пратам јас полиција. Да, Јас се отвори строго и све што е поврзано со... Они имаат многу возила и си работат турбо као такси превоз. Стварно не ги пратам. Да. Од тие теми сум не можам да постигнам толку да читам, да се информирам. Јас за ова патриотско, оваа страна си ја терам. Економија не се разбира. Одам, работам, се заработувам. Ако ми е добра платата, останувам на работа, ако не ми е си одам. Да си ми жива и здрава за Сега и економија ќе пратам БДП, НДП. Јас пробувам на луѓето да им објаснам дека секој еден човек, како човек, треба да си гледа една работа и таа работа да ја работа. На тие темите ме беше ќутам. Нема, можам да првим да кажам некоја глупост. Така. Не дека немам познавање, меѓутоа не така детално за да дебатирам на таа тема. Ние како новинари, како ЕСНАФ, ние мораме да ги знаеме сите тие Јас сум ти колешка, новинар сум по професија. Арно, ама сум учела, да, ги основите ги знам, ама ова све што доаѓа, што искачаат информации, затоа што не работиш како новинар, ама не ме интересира. Ама ја пред да бидам снимател исто бев новинар прво. Пред да почнем снимател да работам, бев само класичен новинар. Без образование, без такви работи. Тоа нема врска. За новинар. Па ние имаме политичари без образование во држава. Јас новинарството го работев само навечер. Што правеше навечер? Продавав новини на семафор. Добро, ти си отишол чекор пред мене. Така да не почнува тема на разговор за тие теми, не ги разбирам. Добро. Не ги пратам. Од патриотскиве... Тука може да збориме. Да. Што ти смета? Све ми смета. Што ти е арно? Баш вчера, значи еднаш така месечно знам да ми се уклучува мозокот, си викам ај многу критикувам, да најдам некоја работа, да речеме стварно вајве го направија. Ја не можам да најдам. Вчера бев се сликав на патот што го градат Охрид Кичево. Од минатата година до сега направени, па не знам колку има, 10 метри. Во селото на Машми бевме. Толку има направено, не знам 100 метри. За една година. Значи нема ништо да пофалам. Затоа од мене добиваат само критика. А што сакаш ти за една година, бе, колку 10 километра, 15 да направат? Еден. Што еден? Километар. Тоа се 1000 метра? Не знам, искршивме вчера кола, не знам зашто плаќаме патарини, зашто плаќаме при регистрација и таму одржување на патишта, нигде осветлено, сите штедеа на не си видела ти патиштата ги одржуваат, они имаат изградено во последниве 5 години од кога се на власт 700 км патишта. Рехабилитирани беа. Ти текнува на Црпли имаш изјава, ги рехабилитиравме патиштата. Да, некој таму 870 км и 900. Да, ги рехабилитирале како што се рехабилитираат, знаеш, овие робијаши. Со крапеници. Кога ќе заврши некој со робија и тогаш му следи фаза на рехабилитација и се вработува за да се врати у цивилен живот. И така, они патиштата ги рехабилитирале. И после истите тие не ги пуштаат да не обезбедуваат кога идеме по протест. Да бе, да, тие рехабилитираните. Ја и ти вчера бевме еден до друг, двецата забуткани за тепани. Па, тука беа нема до кој да највисок беше во моје присуство, викам ја до Боро ќе застанам. Најде ти до кого да застареш. Нога ми скршија, рука ми скршија. Ме апсеа. Добро. И ти најде до мене да застанеш. Па за тоа те удрија. Они тргнале по мене, па видоа кај мене нема. Си го окркавме. Видоа кај мене не може да пројде така лесно, па вика, женско.
Барем женско ќе го удрам. Што е, сум удрил некој. Ај нема врска женско. Него не беше ни полицаец. Па добро, ја не знам дали беше и машко, ама И тоа е дискутабилно. дискупатибилно. Да не речат под кај знаете, не знаете, Да. вака, ќути си. Да, поарно, пошто и така. Дечкото беше многу фраер, мислам, со научарите, Ама убаво селфи имам кај него на очарите. нели? Да. Ќе, ти бе женско бе, сега ако не прави селфи, мислам, што друго ќе прави? Она одмah на селфи мислиш, трак. Иначе, да ве подсетаме, пола сат пројде од емисијава. Значи имам уште пола сат. Да. Значи, да се јавите на телефон да ве пуштам во програма, за да може да си правиме муавет заедно. Го запамти ли бројот? Ако не, 071. Само момент. Да, е. 071-258-487. Значи, ово е тој телефон. Се јавувате и ве вклучувам во живо. Така да, ако има некој храброст, нормално да се јави. Ево, Паштета, фала ти, Да. Паштета, најбољи сарадник ми е. Па штета, Најбољи пази што сарадник ми е пишуваш. у овак. Чите на глас, Боро. Чекај. Вика Зоран Велковски. Сите носат знамиња скара пиво во Крушево, само СДС носи затворска полиција. Е. Се изненадија дека им пеевме песни, не им Изгледа. успеа замислата на 2-3 пати пробаат и после више ни исчезна од видик. Имаше уште еден момент. Томислав Томче Бојаджиевски вика, Боро, ај представија која е гостинката за нас кои покасно се вклучи. Значи, гостинката ми е Елена Петковска, Елче Зелче, активист, обичен човек, патриот, кој што се бори за Македонија, за правдата, и е ќерка на една од најдобрите поетеси во Македонија, Вики Петковска. И патриот немој ке ни се скара. Па добро, она стварно поголем патриот од незнанем. Керкај. Не. Дека чував деца дома, додека она одеше. Ми бега 3-4 години. Па сега тоа е. Значи, Томчете представивме. Паштета бара да го пуштиш во живо. Паштета бара... ај види таму, молим те, за да го пуштиш уживо. Кај човечињата треба да има црвена точка. Таму кликаш и после пише во ред. Се снајде? Александар Паштета, така? Да. Додај. Додавање. Специјално го свртев телефонот со задната камера, го правам овој лайф. Затоа имам и соработници ќерка ми. Ништо без кер. Па тачно. Најбогат човек е тој што има ќерка. Треба да станам да видам. Па, да. Горе пишува Александар со Додавање пише. Да? Има ихче до него. Така. Сега Паштета, ти си пратена ти оваквото, да прифатиш, се треба да прифатиш. Се слушаме, Паштета? Не, што?
Се исклучи или уште сте ги четете? Уште стои додавање X. Ето. Ајде да видиме. Еве имаме. Исклучи го на X од паштета. Изгасен. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Здраво, живо. Како сте? Ало, добро вечер. Добро сме, односно добро сум. Да ве поздравам. Како сте? Да ве поздравам тебе и Елена. Само ќе те замолам, исклучи лаптопот, компјутерот на што гледаш, за да може полесно да комуницираме, да не го чекаш лаптопот, пошто касни 20 секунди. Компјутерот на што гледаш? Аха. Да комуникираме, да не го чекаш. Понија ни правиш. Чекај до ова додека се научиме како. Да. Добро, сега во ред е? Вајда, да. Па вака реков да ве поздравам вас, да ги поздравам гледачите. Јас сум да се представам. Секако нормално. Добро, значи ја и Боро сме прво борци на огнените линии секогаш. Сега и мојата заменичка во емисија Елена Петковска. Виолета Петковска, представи се со име и презиме. Виолета Петковска овде, мајка и на Елена Петковска и на Боро Соборецот. Така, најдобрата поетеса во Македонија. Така, фала ти. Јас вака го гледам, знајте да лежерно си правите муабети, ама јас не бев во... Чекај се пак нешто. Јас не бев на Крушево и покрај тоа што сакав, меѓутоа како што спомнав заменичката, па јас ги чував внучињата, а препуштив предност на Елена, да оди таму и преку видеата и сликите ми го долови амбиентот таму, кај што беше амбиент. Значи, прво ми предизвика таков гнев, потоа ми предизвика жал, потоа срам, понижување од целата слика на сите програми кај што се чествуваше, кај што беше, нели, на Пеленце. Почна програмата прво со рамковните, скока, риба, ме одвратија од гледање. Навистина немам причина. Значи, не ми причинува радост, задоволство, не ми евоцира спомени, не ми прави слика од моментот на Илинденското востание. Сакам такви песни кои што ќе ми направат една слика од тој момент таму, голем свет ден за македонците. А не можам јас на шота да евоцирам спомени од моментот на Илинденското востание. Па не беше шота, беше албанска песна, ама не беше шота. За мене се сите шота машала. Потоа во Крушево, исто така амбиентот, сакав да гледам, уште малце програмата почна, прво моите македонци да ги поздравам сите до еден таму што скандира, што го покажуваа револтот, да сте ми живи и здрави, вековни, вечни да сме. Не можеше да се одржи говорот на водителката таму што сакаше, што екселенцијата ја. Ние не сме екселенција. Ние сме народ кој сака слободно да живее и кој што дошол да чествува. Од каде бре вие од осиромашен народ до екселенција, црвени боржуи се направивте? Колкава е разликата од тој народ до нив горе, што се качија па боржуи, па ќе ми се обраќа со екселенција. Кој од тие присутни таму беше екселенција или некој битен? Тоа се предавници. Тоа се шлямот на овој народ, останати уште само тие таму под покривот што беа од сонцето да се бранат седнати, сите се завртеа покрај нив. Дури и оние организирано со автобуси што ги домакна. Тоа е најниската класа луѓе што примаат социјална помош, приморани да дојдат, и членови нивни кои што нешто
не им направиле ништо добро, меѓутоа ги уценуваат, ги држат во залог, теме кеве ние ќе ви помогнеме. Шака луѓето, тоа се нивните гласачи со неколку десетици автобуси што ги донесоа. Другите македонци се против оваа власт. И молим те јас да отидам таму, значи не памтам дека Крушево е слободно место да се наредат македонците кој како сака и каде сака, а не во шпалери и во полициска ограда да го ограничуваат, за да помине човечето таче ќуранот, метро и пол, со плюнка околу устата, што вика, ајде сега, јас викам, добра, со плунка околу устата пресови што дава и што зборува, и што кажува дека војводите се загинале за просперитет на Северна Македонија. Која бре црна Северна Македонија, север да ве однесе. Слободно ќе си дозволам така да кажам, и да го ограничуваат народот, да го пикаат оние кои што сакаат да слушаат, оние кои што отишле таму и слободно сакаат да се движат, да им го ограничуваат движењето и да затоа што пееле песни и вееле македонски, односно 16 кракото сонце, да бидат тепани од параполицајци брутално. Едно од утираните по раце, значи не сме влакно, ако има паднато на облеката, да го земе. Не сме, без дозвола. А не да ја удира по раце. Една од нашите исто така соборци, жена возрастна со внуче отида на таму. Вие знаете, ама за гледачите да кажам, а јас слушнав од Елена. Ја удриле по глава, па малечката, внучето не можела Елена да го смири. Каква бруталност е тоа? Имаат ли они своји деца? Абе до 7 колено ќе ве колнат тие солзи на детето. Ќе ве колнат коските тука што гнијат и крвта што течала на тоа свето место да ни го гнасат. Ќе престанат ли еднаш со тоа понижување и малтретирање? Само јас пак ќе кажам, не смее волјата да ја изгуби македонскиот народ. Народе, не може борба само на пишување. Значи, мора да има акција, мора да има реакција, мора да има борба и да се гине ако треба. Јас ако загинам, ама ќе бидам, значи нема да жалам по мене, ќе останат син ми и ќерка ми и внуците слободно да живеат. Кога вака ќе размислувам и ќе ја спасиме Македонија. Криво ми е што не ве гледам, ама сега ќе пробам да го намалам тонот. Само представи се со име и презиме. Вики ме слушаш? Сега, само за малце. Сакам да ве гледам и ќе го намалам тонот. Е, така. Значи, ова ми лежеше на Вака душа. ми ја превзема емисијата, знам дека ти лежи на душа. Замисли да ја викнам у емисија. Справете му ловат. Да, ја ќе ќута вака ќе гледам, он ќе пера Еве емисија. сега ќе замолам, до сега малце правев пауза, не ве слушав. Ќе ве замолам и двајцата. Ве слушате? Да. Ќе ве замолам и двајцата да му кажете на народот кој што не присуствуваше таму, што се случуваше, како ве оградија, како тие параполицајците удираа, како покажуваа моќ врз вас, сите таму. И ќе ве поздравам и сакам да посветите повеќе разговор околу моментот, зашто е многу битно да се слушне, а далеку ќе се слушне, ве споделив и кај мене, ќе се слушне вистината. Така, Вики, еве Што се случува? и Лола те поздравува во моментот. Ете, Лола ја поздравувам и јас. И ти заблагодарува што си ја спомнала. Пак ја спомнам, како нема да ја спомнам. Вики, еве, ќе ти одговориме на прашањето, ќе оставам на Елена, она да каже поубаво како било, пошто јас бев службено и снимав, така да, кај што ќе идев ја, имаше као круг околу мене, бегаа луѓето. Кој да не го снимам, кој... Ти твоето искуство, што се случи околу тебе, а Елена незиното искуство, доловете му го на народот еднаш за секогаш да се дознае. Ете да ја кажете вистината и на тоа место што се случува, а македонците нека не спијат, нека бидат будни, Македонија не смее да падне во рацете на таче метро и пол Кондор 46 број. Ве поздравувам и продолжете со разговорите. Фала што се јави, Вики. Ништо, молам, чао. Чао. Значи,
мајка ти одма да Мајка? те проверива, бе. Како мајка никој не. Зашо кога те боли нешто одма Добро, викаш бајде офлеле дека мајка. измалци избегавме од темата. Најавивме Мечкин камен. Да. Некој од приватен број Па штета. бара. Ало, добро вечер. Добро вечер. Во емисијата сте директно вклучени од приватен број. Ало, Боро. Да. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, Иделка. Добро вечер. Само да ја преправа мајка му на Елка. Не бе тие пара милиција или пара полиција. Тие се криминалци. Кој ше удри е криминалец од Рачево. Се работи по полиција, шутка. Сакошка полиција. Не знам, многу сум збеснат, немам и да зборам. Она беше вчера резил. Ти не си? Не е паштета? Не. Може ли? Не, Ристо на телефон. Кој? Ристо. Ристо. Да. Ристо, тоа вчера што се деси не збесна сите, брат. Да. Со тој од шутка, значи стражар, не е стражар, клучар е. Така. Клучар. Едни се стражари, тие се командири, тие имат поќе, тој е криминалец. Инспектор од Битола. Што да кажам за него, со бизнисот Академија Смилевски ще има завршено. Ги знаеме кои се. Така. Само до кога ќе ќутиме? Па се, до кога еве не читиме, веќе веднаш ги објавуваме и ги кажуваме кои се, што се и како се. Не му е странна жена на девојка да мават. Но тие ако мават дома, ще му утрат на нивните. Така. Не знам. Па прашање дали има дома некој? Има дома, ги држат под присила некои. Купени некои така земени така. Не знам, она беше страм за македонскиот народ. Значи, страм е 5 години поред, ама она беше, мислам, врв кулминација кој мера. Така, они планира да биде многу поголем инцидентот, но едноставно не им успеа. Они не очекуваат дека јас ќе бидам со камера во народ. Они многу работи нема ни да очекуваат тие. 10 пати полицијата ме опомена дека сум требал да идам кај што се новинарите, кај што е обезлежено. Провери на Facebook, снимен си од зад тебе, од друг. Филм снимаше. Како ви се вртат на кај сите. Како трчат тие од Прилепи од Битола инспекторите, од економска полиција, таа со пиштоло изваен. Се е снимен. Само сакам дали мислат дека нема да ги стигне правда? По година, по 10, по 20. Ристо, ако не ти е тешко, ако имаш некој од видеата да ми ги пуштиш. Ке ги најдам, ке ги споделам со линкој, ке ги имам, ке се среди. Само поздрав пак ќе речам, ќе оставам место и за другите. И да не се предаваме. Фала Ристо што се јави, не се предаваме, немаш шанси. Така, бидете здрави и живи, поздрав до Елка пак. Поголем маш испан од поќите што беа таму. Тачно така, и јас го делам истото мислење. Поздрав и лека ноќ. Живе Македонија. Фала ти. Ленчо. Ајде им раскажеме затоа што многу мина денеска ме прашаа, бидејќи вчера кога искочи првото видео од Инфомакс, ти што го снимаше баш тука во гужвата на скратената верзија. Дури кога дојдов дома, успеав да го видам и тогаш споделив, немаше интернет горе на Мечкин камен, тоа треба да знаат луѓето, не можеше да се уклучува во живо. Тие со повеќе трпение како тебе се качува догоре за да фатат интернет, да споделат. И јас не чекав да дојде време за да може да се поклониме пред споменикот. Меѓутоа, кога го слушнав на крај видеото, се слушнав себе си како викам, ајде удрим уште еднаш и човек позади мене како им вика да не, како не ми е срам да удираат жена. И тогаш сватив дека може го има негдека и моментот, имаше многу луѓе со телефони, верувам дека и тоа е негдека снимено.
Значи, кога не видоа дека ги вадиме знамињата, ние одевме во истиве овие маички, како се оваа што ја носам, македонизирај се. Меѓутоа не отидовме како група, него кој како се паркираше, си одеше, се знае кај одиме на Мечкин камен. Не бевме како група, немавме проблеми. Меѓутоа, кога стигнавме таму и кога лоциравме луѓе што ги познаваме тука од Скопје од протести, застанавме до нив и тогаш ги извадивме знамињата, се виде одма дека сме сите заедно. Во истата секунда кога се собра повеќе народ, дојдоа и дечките од Аманет, баш тогаш со знамето, и се створи тука малце гужва со националните знамиња, обележја и на сите им стана јасно дека тука ќе има македонци. Останатите не знам како да ги условам, они се викаат дека се северни. Еве ќе ги условуваме како северните од Македонија. Да. Цртички. Да, косите црти, граѓаните на Македонија, тоа срамно име не го кажувам. Почнавме да скандираме Македонија, Македонија, никогаш северна, само Македонија. Добивме, кажав и преска, скандирање од спротивниот табор, УА. Се уште не ми е јасно дека некој на името на својата држава, а и кога викавме никоја северна, они нели ја прифаќаат, за нив е сосема нормално. Меѓутоа да викаш Македонија и да добиваш УА, тоа не можев да го разберам. Кога не видоа дека извадивме и звучник, дека почна да се пеат песни кои очигледно ќе бидат набрзо и забранети да се пеат на јавни собири, тогаш застана полицијата. Јас мора да ја пофалам Крушевската република. Крушевската полиција, која навистина беше професионална, застана, направи некаков обрач помеѓу нас и нив, меѓутоа само како ограда една. Од страната немаше ништо. Кога почнавме да пееме, тогаш сватија дека нема да престанеме додека трае горе целата церемонија. Меѓутоа ние бевме далеко, на никој не му сметавме. Значи да се оддалечиш 10 метри нема да го слушнеш звучникот, нити нас како пееме. Почнаа да доаѓаат, ние нели мислиш дека е полиција во цивилно облек. Меѓутоа нема буквално ништо што асоцира дури во цивилка. Полиција во цивилна облека, што беа полицајци во цивилка, носе елек. Така. Или тие што нема елеци носе некои траки се гледаше, како се вика за зборење токи-воки. Значи се приметува. Меѓутоа наеднаш имаше 2 реда, се гледа на видеото, последното на ексклузивното видео на Инфомакс. Еден ред полицајци, уште еден ред полицајци, значи 2 реда полицајци. Доаѓаат тие неозначените што глумеа дека се полиција во цивилка и дека се во обезбедувањето. Без никакви ознаки, значи ништо. Едно време личеа на обичен народ кој доаѓа да не провоцира. Значи, они довикуваа таму, убаво се гледа на тоа видео. Значи, уште дај ми вода да се напијам ја додека овие тука ги буткам. Кај сакаа да ни збуткаат, не ми јасно, најверојатно да ни скријат горе во шумата да не се гледаме. Значи, почнаа да буткаат, не нас, Крушевската полиција ја буткаа. Значи, се осети во тој момент дека на таа полиција и беше срам. Значи, колку што се осеќавме ние понижено и мизерно, за секунда да напоменам, толку и тие го имаат тоа чувство. Претпоставувам дека тоа беше некој од командирите, се гледа како се врти и објаснува на тие од позади што буткаат да се тргнат. Он знае во кое својство се тука. Меѓутоа свесен е дека ние ништо не правиме, дека пееме песни. Буквално вака ми беа рацете горе, му викам зашто ме буткаш? Јас стојам, пеам, рацете ми се горе, не те удирам, не те закачам, ништо не правам. Ако почувствувам дека некој треба да извиркам, ќе извиркам. Кога ги извиркуваа тие со автобусите донесените, кога ги ја извиркува делегацијата на ВМРО, не реагираше исто полицијата, како нашето свиркање на делегацијата на овие одродениве. Почнаа да буткаат и во командирот се обиде да им каже да престанат да не буткаат, дека нели нема причина тука, се гледа на видеото, се слуша помалца. Дојде тој од позади што го најдоа дека е некој во битолската полиција заменик, не знам што. Му го има името запишано, споделено ми е. Дојде, само му рече дека е наредба и тогаш полицајцот мораше да бутка. Значи ние не само што не избутка, него вака во еден круг, ја не знам која им е таа формација, вака во скоро полукруг бевме, да направат за да ние да исчезнеме, да не постоиме, да не нема. Значи, оно што го прават преку политиката, преку
све она што денеска ни се случува, таа прва да ни го направат. Колку бевме таму? 200-300 луѓе се плашат од народ што пее. Од 200-300 луѓе наспроти колку имаше 50-60 автобуси? Не, они па и во тие 50-60 автобуси, јас барем мислам дека голем дел беа приморани да дојдат. Без разлика. Од онаа Пак причина беа што зборевме побројни. на почетокот, дека мора да се сочува работа. Нека ја сочувуваат. Да. Сега, да искочеше поголем ексцес, тука, Не проба. јас мислам дека... На 3 пати проба. Да, ама Еднаш беше ти. тие многуте луѓе, од тие многуте луѓе немаше ни една осмина немаше да влезе во ова. Не верувам ни јас. Они се, како почна овие да буткаат, Така овие направи така тие се сам, тргна. да они се тргна, ние не истисна. Проба, затоа беше мавањето. Значи, кој е тој маш? Да не, тој не беше ни полицаец. Значи, тој е затворски чува. Да. И Значи, не он беше нема, ама- не е таму во својство на обезбедување. Некој, ако гледа, значи, нека ни ги даде овие одговори. Ако е полицаец, без разлика дали е во цивилка или не, како може на работно место, во работно време, он да се сврти да дава аплауз на делегацијата што поминува? Мгм. Ако не е полицаец, тогаш кој му дава за право да бутка полицајци и народ? Так. Значи, јас не можам да разберам колку се они јаки и со самодоверба дека ова ќе им трае. Значи, власта ќе се смени. Денеска, утре, тие луѓе се запишани со име, со слики. Јас ги сликав, сите вака еден по еден поминав преку полицајците, им кажав дека ги снимам, ги сликам, ако треба ќе пријавам и не им се плашам. Што ќе прават? Ќе не ловат по улица, нека ме ловат. Објавени се сите со имиња, со слики. Мене барем голем дел од луѓето ме познаваат. Нешто ако ми се случи ќе знаат и кој и што е. Значи не им се плашам. Проблемот е што и таму нема им кажав, не може да не им ги се плашиме. Значи не им се плашиме, тоа нека им стане јасно, колку сакаат нека не буткаат. Идете 1 метро назад, отидовме 1 метро назад. Ај уште 1 метро назад, па до кога бе? Деца имаше од 12-13 години кои не знаат како да се однесуваат во таа ситуација. Зар ние будали сме да влагаме во тепачки? Да, имаш деца. Да. Ацо Тошта не поздравува, ни посакува добро вечер. Ја не можам да добацам до таму вето. Чуете, Македонија, друга земја немаме. Немам. Не знам кога ќе разберат. Се трудиме максимално колку што можеме да ја сочуваме Македонија. Од нас колку што можеме толку поише. Не очекуваат, навистина очекуваат дури и луѓето кои не доаѓаат мислат еве сега ќе искочиме, без разлика колку се дека ќе има никаков инцидент. Мислам дека треба на сите да ни стане јасно, кога одиме сами, одиме по 200-300 луѓе, зборам сами, самостојно, со своји пари, собрани, истомисленици, ќе одиме, ќе го одбележиме денот онака како што ние сметаме, дали со песни. Ако сме решиле да му скандираме, кај да го барам ја таче, за да му искажам револт. Бидам горе пред вилата, па нормално дека на Мечкин камен. Ако треба и по пресконференции ќе ги ловиме и ќе им викаме уа. И нема како поинаку, вака останува на ликови, преку да се уклучиме, да напишеме статус, сите напратат, сите не читаат, тоа е повеќе од јасно, нека бидат свесни, не може он да кажува како ние да не постоиме. Значи, уште не ме прашаа некои луѓе до кај ти се импресиите од вчера. Уште не можам да го испроцесирам тоа, дека они така јавно искочија, значи не можам. Тоа беше класично покажување и манифестирање на сила. Некој си таму донесен мене да ме удира по рака, да ме мава. Луѓето што беа околу мене сите ми дадоа контакт броеви, за да бидат сведоци. Вториот обид кога сакаше да ме удира, првото беше она кукавичкото од оздола измеѓу полицајците, проба да ме мава и ме мавна, ме изгреба на раката. Не беше, значи, тој имаше бутканици, јас колку и да сум голема, јака, тие бутканици не можам, затоа се потправ на тебе, викам, ако го бутнат Боро, ќе ме бутнат и мене. Меѓутоа имаше втор обид кај што луѓето свика и тогаш ја спушти раката, значи маш доволно еднаш да ме удри. Вака се, ја ќе морам да ти се извинам да скратам емисијата тука, пошто и Светлава рикна. Да, и се потрошија.
да направиме уште една емисија, за да довршиме, пошто имав уште едно прашање што сакав да те прашам. Обавезно. А беше транспарентот кој што го носевте. Кај си Гоце? Има ли по мокина така? порака од кај си Гоце? Исто така маицата македонизирај се. Значи тоа е нашата мисија. Луѓето ако сакаат да знаат. Мене ме интересираше и тоа ќе го правиме муаветот во следната емисија, која ќе бидеш гостин. Дали си дел од герила акцијата што беше направена пред 3-4 дена, кај што сите автобуски станици беа излепени со македонизирај се и со истото тоа што беше на плакатот. Не кажувам сега ништо. Добро. Ќе збориме тогаш цела емисија. Важи. Почитувани мои драги пријатели, ќе ви посакам лека ноќ, мирна ноќ, убаво да спиете. Тука ја завршувам емисијата од технички причини, затоа што едниот рефлектор скрос ми се изгаси, другиот е веќе пред крај. Да е жива и здрава Македонија сега секогаш и во вечни векови. Поздрав!